Ќе прекинам седницата, ќе се сконцентрирате што говорите тука, дека колегите пратеници не украдија буџети, нити можат да освен. Значи, ние 2012 година, колега тука од Социјалдемократскиот сојуз има поднесено 1225 амандмани. Ама немој ве молам. Добро. Ванко Верманчев ќе ве молам реплика. Колега Самка, значи слушнавте од колегата Костадинов дека овие ингеренции се под локална самоуправа. Така е? Значи не зависат од буџетските пари. Зоран Заев беше градоначалник на општина Струмица 3 мандати. 12 години. За 12 години не успела да го реши овој проблем. Зборуваме за 150 милиони денари сума. Мислите дека е премногу да се дадат? Ова е сумата која што вие, вашата влада, која поддржувате, е 1/10 од сумата што е даде за лубриканти. Само 1/10. Ако наместо за лубриканти се дадоа на овие 1000 граѓани, тие ќе има и асфалтирана улица, и канализација, и водовод. Се представувате како социјален пратеник. Ве прашувам, дали познавате друга општина каде што во својот центар нема обезбедено канализација и водоводна мрежа? Една таква. Зборуваме за Струмица. Зборуваме за градоначалник Зоран Заев, кој што го сметавте за најуспешен. За тоа зборуваме. Посочете ми една општина. 200 метри од центарот на градот. 1000 граѓани немаат водовод и канализација. Нема од каде да пијат вода, не може да додат во ВЦ. За тоа зборуваме. Зарем не мислите дека тие граѓани не заслужуваат нормален живот? Не луксус. Овие пари ги трошите, денеска ќе ги потрошите. За кафе и за вода во вашата влада, во вашите министерства. Каков и да е проблемот, за ова прашање треба да се реши денес. Да не го одолжуваме, да не ги осудуваме овие 1000 граѓани на кои што постојано ветувате дека ќе им го решите проблемот. За тоа зборуваме. За никакви украдени пари. Дајте да им помогнеме на луѓето да не полемизираме, да не политизираме. Барам помош за овие 1000 граѓани и постојано ќе ја барам. И постојано ќе повторам во секоја прилика. Затоа што и тие се луѓе како нас и заслужуваат нормален живот. Макар да и земјата во која што живеат ќе се преимени во Северна Македонија, но и во таква заслужуваат нормален живот. Ви благодарам. Благодарам.